Драги ученици, добар ден и добре дојдовте на видео часот по математика наменет за учениците од 6-то одделение. Јас сум Игор Николовски, а на овој час ќе ги употребуваме поимите од веројатноста за да дискутираме за настаните. За веројатноста да се случи настанот или не и за настаните кои имаат иста веројатност да се случат. Шансите, односно можностите за случување на настаните може да се опишат со зборовите невозможно, малку веројатно, еднакви шанси, многу веројатно, сигурно. Еве неколку примери. Ако оставиш чоколадо на сонце, многу веројатно е дека ќе се стопи. Во денешно време нема шанси да видиме жив диносаурус. Тоа е невозможно. Можеме да кажеме дека сонцето утре сигурно ќе изгрее. Ако фрлиш паричка, има еднаква веројатност да ти се падне писмо или глава. Доколку фрлиш коцка за играње со броеви од 1 до 6, малку веројатно е дека ќе се падне бројот 6. Што значи невозможно? Невозможно значи дека настанот нема да се случи. Што значи сигурно? Сигурно значи дека настанот сигурно ќе се случи. Кога сакаме да ги опишеме шансите да се случи некој настан, користиме веројатност. Можеме да кажеме дека веројатност е мерка за тоа колку е можноста да се случи еден настан. Ќе разгледаме пример за еднакво веројатни исходи. Го испуштив мојот леб со мармалад на подот. Дали ќе падне со намачканата страна нагоре или надолу? Можноста за било кој исход е иста, односно двата исходи на настанот се еднакво веројатни. Размислете за други ситуации каде што можноста за кој било исход е иста. Сега, измислете настан за да дадете изјави како на пример: поверојатно е дека отколку, поневеројатно е дека отколку, постои иста можност дека. Еве еден пример. Доколку фрлиме коцка за играње со броеви од 1 до 6, поверојатно е да се падне парен број отколку да се падне бројот 6. Поневеројатно е да се падне делител на 2 отколку да се падне непарен број. Постои иста можност да се падне парен број или да се падне непарен број. Зборовите со кои искажуваме можност да се случи нешто се дадени на скалата за веројатности. Невозможно, односно нема шанси, малку веројатно, еднакви шанси, многу веројатно и сигурно. Користејќи ја скалата на веројатности, да ја опишеме шансата да се случи секоја од следниве тврдини. Утре ќе бидеш помлад. Невозможно. Вечер ќе си легнам во 8 часот. Малку веројатно. Ако фрлиш паричка, ќе падне глава. Еднакви шанси. Следната недела ќе одам на пазарување. Многу веројатно. На северниот пол има мраз. Сигурно. Да го разгледаме проблемот со 10 коцки. Нека 10 коцки се поставени во торба. Некои се жолти, а некои црвени. Ако се избере жолта, ти победуваш. Ако се избере црвена, јас победувам. Како да ја направиме играта честна? Како да направам за да е поверојатно јас да победам? Што ако вклучиме повеќе од 2 бои? Играта ќе ја направиме честна ако во торбата има еднаков број на црвени и жолти коцки. Можноста за било кој исход е иста. За да е поверојатно јас да победам, во торбата треба да се додадат црвени коцки.
а жолти коцки ќе се одземат. Многу веројатно е дека ќе се избере црвена коцка. Ако вклучиме повеќе од две бои, како на цртежот, каде има само една црвена коцка, ќе биде малку веројатно јас да победам. Домашна работа. Решете ги задачите од учебникот по математика за 6-то одделение на страна 168 и 169. Доколку сакате повеќе активности, ќе ги најдете на следниве линкови. Ви благодарам за внимание.